се наоѓаме на Институтот за хемија, каде што ќе позборуваме со професор доктор Наташа Ристовска на тема наука или научна мисла. Всушност денеска тука се случува 15-тиот поред студентски конгрес и побаравме нели мислење и од научниците до каде е науката и колку Македонија вложува во неа, но пред тоа прашање до професорката Ристовска ви благодарам за отстапениот простор, инаку долу веќе почна нели се она што значи 15-ти конгрес. Што значи ова и за студентите и за луѓето како професори како вас? Дали научната мисла продолжува со својот пат некаде и покрај тоа што како што ми рековте пред ова линковско вклучување не баш многу се вложува во неа? Најнапред ви благодарам. Добре дојде за екипата на утринска на Телма на Институтот за хемија при Природно-математичкиот факултет и секако добро утро до гледачите на Телма телевизија. Огромна благодарност до вашиот медиум што и ве се одзвавте да го покриете денешниот настан и малку да позборуваме за некои поведри теми од она што е нашето секојдневие. Станува збор за одржување на 15-тиот студентски конгрес поред, кој што е со меѓународно учество и можеби имавте можност да слушнете дека и презентациите одат на англиски јазик. Овој конгрес се организира секоја втора година и за прв пат е организиран уште од 1994 година. И можам да кажам значи дека веќе 28 годишна традиција е во прашање, што значи се обидуваме на некаков начин да ја негуваме научната мисла, како професори да ја пренасаме науката и научното истражување кон младите влюбеници во хемијата, идните студенти, студентите што се сега тука, особено можноста што ја имаат преку овој студентски конгрес да се представат со тоа колку се работиле во изминатиот период на темата научно истражување. Станува збор за учество на студенти кои што се на додипломски студии, но исто така и на втори трети цикл студии. Главно, еве сега сме задоволни што конечно се симнаа бариерите околу короната, па имаме можност да продолжиме со физичко присуство и реализација. Не исто, нели? Да, минатата година тоа беше еден хибриден модел со онлайн учество и некако се изгуби малку смисолот и драшта на она што е не само да се пренесе што всушност младите се работиле како искуство и да се запознаат со пошироката научна мисла и јавност, туку и можноста за дружење. Сепак, нели, има една поговорка од претходно останата и задржана на младите светот останува и нам особено ми е драго што успеваме на некаков начин да ги мотивираме да работат научно-истражувачка работа, да се едуцираат и понатаму да им овозможиме да бидат успешни онаму каде што ќе продолжат во својата кариера. Да ве прашувам колку од нив веќе мислат да заминат или да не ве прашувам тоа? Само ќе кажам дека сите што заминале многу успешно се покажале на просторите каде што отишле. Значи, мои драги колеги, млади, кога беа тука и надежни, заради тоа што имаше низа години на невработувања и некако запре можноста да се унапредуваат, заминаа, си ја побараа среќата во странство, каде што одлично се снајдоа нели со реализација на постдипломски студии, постдокторски студии и на универзитетите извонредно се снајдоа, можам да признам. Професорка Ристовска, ме интересира и она што го кажавме на почетокот само како тема, нели научна мисла и колку се вложува во неа или колку државата има слух за сето она што значи наука. Всушност и науката може само да не понесе напред или да не однесе напред. Така, за секоја држава сметам дека е многу важно да вложува во високото образование и во научната мисла, во научно-истражувачката работа, затоа што ние сме еден расадник на кадри кои што понатаму се вработуваат и ќе бидат успешни во својата работа во компаниите каде што ќе одат. Еве ќе искористам оваа можност да кажам дека ние имаме извонредна соработка со особено Алкалоид, Джонсон Мети, Окта, кои што постојано се и стипендисти, плаќаат за стипендии нели на наши најдобри студенти, но исто така работат и на програмите за млади таленти, каде што ги привлекуваат со програмите на своето практиканство, па во рамките на студентскиот конгрес и тие ќе имаат своји презентации пред студентите. Студентите кои што тука завршуваат имаат можност веднаш и да се вработат по таа пракса, што значи дека еден позитивен чекор во насока на нивните идни можности да се реализираат со она што тука го совладале и го научиле. Меѓутоа, за жал ќе напоменам дека можеби малку недостасува тука активноста околу наставната дејност, заради тоа што се помалку студенти запишуваат наставна хемија и може да се очекува за извесен период и да немаме наставници во образованието. По хемија ќе немам. Па, можеби, доколку нешто чудно не се случи.
Инаку, што рековте, колку се вложува во државата, не би знаела точно со бројки да ви кажам во овој момент на ова прашање, меѓутоа сум сигурна и убедена, според она што го знам, дека е далеку помалку од останатите држави што тоа го прават за своето високо образование и во поглед на научно-истражувачката мисла, односно во опремувањето на научно-истражувачки лаборатории. Имавме можност минатата година да добиеме и проекти за научно-истражувачка работа и да ги опремиме студентските лаборатории, но за жал некако годинава се уште не се гледа и во целост не е на повидок нивната целосна реализација. Колку често знаеме да си кажеме како македонци, нели, во нама нас не набидува, ние не сме за наука, ние немаме научници, така натаму. Всушност, кога се бројките барам за природно-математичкиот факултет, колку луѓе одовде станале, не знам, добри и надвор одовде и тука? Така, бројките не ги знам во моментот да ги кажам, меѓутоа она што ќе кажам, еве во рамките на само студентските конгреси што се одржани во изминатите 28 години, како што кажав, бидејќи ова е јубилеен 15 поред, учествувале 500 студенти, што значи отприлика секоја втора година по 30 од нив имале своји усни презентации, покажале што сработила. Дел од нив понатаму имале можност да останат на факултетите, да се вработат како асистенти или демонстратори, дел од нив бидејќи немале можност можеби во изминатава деценија да стасат до тоа ниво, ја напуштиле татковината и така. Исто така ќе кажам дека голема плејада на наши професори вработени тука учествувале во организацијата на ваквите настани, значи секогаш е важно и да се организира еден настан за да се реализира и особено ќе кажам голема благодарност до сите нив кои што во изминатите години го продолжуваат континуитетот на одржување на студентскиот конгрес. Годинава сум особено задоволна што со своето присуство не почести и првата дама, која што и емотивно е поврзана со нас хемичарите и секогаш е добре дојдена на нашиот институт. А сега во моментот додека зборуваме, своето предавање го има професорот Рубин Гулабовски од Медицински факултет во Штип, посветен на 100 години волтаметрија. Така да ќе кажам, за јубилејни бројки станува збор и искрено се радувам што дојдоа тука да го збогатат овој настан. Имаме гости од пленарните предавачи од Хрватска и од Србија. Порано повеќе имаше учество и на студенти, меѓутоа сега, нели, бидејќи во скромни услови работиме и веднаш пост-ковид ситуација, немавме можност сето тоа докрај да го реализираме, но сепак учествуваат студенти од Македонија, значи од нашиот факултет, Природно-математички факултет, Институт за хемија, од Технолошко-металуршкиот факултет и од Универзитетот Гоце Делчев во Штип. И за крај, може би сублимато од вашето лично искуство, што се треба да направи човек, освен жртвувањето секако за науката, и да, веројатно и не треба да се откажува, но каков беше вашиот пат, да речеме, само накусо на одење и од што сте вие најмногу задоволна? Најмногу се задоволна од бројот на студенти кои што нели тргнале некаде низ светот овде кај нас се вработиле или можеби од некоја своја научна дејност или научна мисла во тој дел? Јас сега во моментот сум раководител на Институтот за хемија и искрено да ви кажам, многу ме радува кога ќе ги видам бројките на уписите на студии. Во изминатите 2 години оваа бројка се зголемува. Ке речам, иако бројот на матуранти кои што завршуваат средно училиште се намалува, иако бевме во некоја корона ситуација во изминатиот период, некако ете невообичаено чудно, имаме повеќе запишани студенти во однос на изминатите 10 години, што се надеваме дека овој тренд и понатаму ќе продолжи. Кои се причините за тоа не би ги дебатирала во интерес на времето, можеби во некоја следна емисија. Така е, да. А во однос на тоа колку ваши студенти тргнале некаде надвор, нешто што вие сте го направиле? Јас им посакувам искрено многу среќа на сите што заминале и достоинствено да не представат како што тоа го прават. Соработката со нив продолжува и понатаму, тие се наши драги соработници, секогаш сме во комуникација, некои од нив се избрани како насловни доценти, па имаат можност да се представат пред нашите студенти со она што таму го работат. Така да не заборавиле. За крај, има надеж во науката во Македонија? Само да им кажеме на луѓето кои што можеби не веруваат по сите оние негативни вибрации овде кај нас. Па да останеме позитивни и да веруваме во најдоброто. Јас се надевам дека
младите влюбеници, оние кои што искрено веруваат дека може да постигнат, тоа може да го направат тука. Само треба малку повеќе, нели, самодоверба да имаат. Успешно се калат преку надпреварите по хемија и природни науки што се организираат за основците и средношколците, така да на некаков начин и особено ќе се пофалам со резултатите што ги постигнуваат нашите ученици на меѓународните олимпијади, така да ете сето тоа им е поттик и мотивација да останат тука во земјата и понатаму да се пронајдат, значи вработување има за секого, само треба да се има желба, љубов кон хемијата и таа да се негува. Ви благодарам, професорка. И ова беше можеби најдобриот крај на ова наша Минковско вклучување. Научната мисла, остануваме и натаму податливи за се она што се случува кај нас, но и правиме избор како утринска на Телма. Науката е секогаш онаа која што може да не однесе чекор напред.